нашиот Господ Исус Христос. Евангелието ни го представува ликот на еден татко кој има проблем со својот син. Неговиот син страдал, често паѓал во оган и во вода, бил во животна опасност. И таткото немоќен да помогне, прави оно што би го направил и секој родител. Бара решение. Најпрво го носи кај Исусовите ученици, а потоа и кај Исус. И паѓа на колена кај него. Овој настан е слика за многу семејства кои денес поминуваат низ вакви или слични ситуации. Колку родители денес бараат спас за своите деца, не од оган или вода, туку од други опасности, од коцка, алкохол, дрога, зависности од телефони, од празни ветувања на светот. Тоа се нашите современи огнови и води во кои паѓаат нашите деца. И што може да направи еден татко, една мајка? Да го донесе своето дете кај Господ и да го замоли: Господи, смилувај се над мојот син, над мојата ќерка. Тоа е верата на родителот и тоа е верата што го допира и разнежува Божјото срце. Но каде ги носат денешните татковци своите синови, своите ќерки, своите деца? Може би не физички, но со нивниот животен пример. Каде ги гледате денешните татковци? Во црква или кладилница? На молитва или во блудства? Колку денес татковци одат на света литургија во недела, колку одат на други места? А ова Евангелие е повик за татковците. Денес живееме во време кога татковството е во криза. Многу татковци се отсутни физички или духовно. Децата едноставно имаат татко кој им го возможува се она што е земско, сите земски работи, но не им го дава она најважното, зашто гладуваат. Нема кој да ги однесе кај Христос. Нема татко кој ќе ги научи да молат, што ќе им покаже со својот живот како се љуби Господ, како се љуби црквата, како треба да се живее верата во Христа. Овој таткото Евангелието е пример. Тој не се срами, не вели ќе се снајдам сам, туку го носи синот кај Христа. Денес на нашите семејства им требаат татковци кои во семејствата ќе бидат учители во верата, кои ќе паднат на колена и ќе молат: Господи, смилувај се над моето семејство. Но Евангелието не поучува и на нешто друго. Учениците не успеале да му помогнат, а Исус им вели: овој род се истерува само со молитва и пост. И ние некогаш сакаме да им помогнеме на своите деца, сакаме да ги спасиме, но без молитва и пост, без живот со Христа, нашите обиди се половични. Само ако се потпреме на Христос, тогаш Бог ќе даде сила и ќе им помогне на оние што ги љубиме. Да бидеме такви родители кои ќе ги донесуваат своите деца кај Христос. Да бидеме тие што со пост и молитва ќе ја чуваат верата во семејствата. И да веруваме во зборовите на Христа. Вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе речете ли на оваа планина: премести се одовде таму, и таа ќе се премести, и ништо нема да биде за вас неможно. Со Христос и најтешките проблеми можат да се решат.